Резултатот од катастрофалните политики на антиреформската влада на СДС и неспособниот министер за здравство Таравари веќе јавноста ги гледа. Како што известија медиумите, пред некој ден во клиниката за кардиологија се случи невиден скандал. Претепан беше пациент во болничката соба, во болничкиот кревет. Хаосот во здравството го чувствуваат пациентите. Откако го промени директорот на клиниката за кардиологија, реномираниот доктор Сашко Кедев, и на негово место го постави Бекин по цеста, клиниката за кардиологија од здравствена установа се претвори во дувло за насилство. Пациентите со право прашуваат дека во здравствените институции сега освен за своето здравје, треба да стравуваат и за својот живот, да не станат жртви на насилници. Клиниката за кардиологија, Министерството за здравство и владата на СДС се обидуваат да го заташкаат овој случај и затоа молчат. Ниту има информации, ниту има одговорност од првиот човек на клиниката, ниту има расчистување на ова срамно дело. Според добро информирани извори, Зоран Заев го премолчува ова скандалозно тепање на пациенти, само за да не ја изгуби поддршката од партијата од која доаѓа министерот за здравство Таравари. Очигледно, поважна им е власта од тоа што бил претепан пациент во својата болничка соба. Во здравството допрва ќе се случуваат скандалите. За жал, жртви од тоа ќе бидат пациентите. Неспособноста и политиканството влегува во здравството. Оставката на министерот за здравство Таравари и директорот на клиниката за кардиологија е најмалку што може сега да направат овие уништувачи на здравствениот систем во државата. Одговорноста за нивните погрешни политика допрва ќе следи. Граѓаните ќе го казнат на престојните избори и на тој начин ќе го најават крајот на оваа епидемија во здравствениот систем, кој секој ден го разорува здравството и грижата за пациентите.